сметам дека казната е драконска, да се даде максимум за секое поединечно кривично дело, каде што е поднесен обвинителен предлог, стварно мислам дека е преседан правен. Нема да најдете во аналите на правосудството ни една пресуда каде што за обвинителен предлог е дадена максимална казна затвор. Кажете ми сега може да се определен ефективен притвор на Мијалков. Каква е процедурата? Рекол, судиката рече ќе биде прво поднесен во неговиот дом и потоа во... Па добро, имаме право на жалба по добивање на решението. Во однос на одлуката на судот сметаме дека е спротивна на законот, бидејќи при определена мерка домашен притвор, без при тоа да биде повредена обврска од она што е наведено таксативно во самото решение за определување на домашен притвор, да се донесе, да се определи мерка притвор, сметаме дека е спротивно на член 470 по кој што е определен притворот, бидејќи во моментот Сашо Мијалков е обезбеден, значи се наоѓа во домашен притвор и не постои воопшто можност да се даде во бегство како што бара законот. Од тие причини сметаме дека таа одлука е спротивна на законот. Може да го објасниме делот со 60 дена, што значи дека Мијалков Тоа кој значи 60 дена не може да така да, бидејќи се работи како што ви спомнав во контекст на казните, се работи за бенефицирани кривични дела, како правни квалификации, се работи за обвинителни предлози каде што се води скратена постапка за разлика нели од обвинителните акти, каде што одбраната за разлика од акт воопшто не е ни должна да даде воведен говор. Таа одредба поради бенефицијата на правните квалификации законодавецот определил дека во случај кога се определува мерка по тие основи за кривични дела каде што е предвиден обвинителен предлог, дека казната може да трае до правосилноста на пресудата, но најдолго 60 дена по изрекување. Тоа значи на 26 април Сашо Мијалков е слободен. Максимално да, може да биде во притвор 60 дена. Освен ви реков, може ако се случи апелациониот суд да одлучи пред истекот на тие 60 дена за да стане, пардон, добро, за да стане правосилна пресудата. Тоа е тоа. Којшта е процедурата во домање? Мола? Бидејќи не вообичаено... Па не е изготвено решението, тој има решение се уште за домашен притвор. Кога судот ќе го изготви решението за притвор ефективен, во тој случај само може да се спроведе истото во затвор шут. Иначе, пред да биде донесено ново решение, како може да го однесат? Сега последно што во комуникација со вашиот клиент што излезе? Побегнал? Го вратиле или бил тука? Значи, мојот клиент даде изјава, јас не сум запознаен со формалностите, не сум запознаен со тоа што се случувало во тој период. Дали имаше закани по семејството на Мијалкови? Не знам, сум немал ја. Притисоци, бидејќи го слушнавме премиерот кој што вели дека сепак се тропнало на маса, се по имотот, по децата, по сопругата. Не, прашањето ви е упатено на лоша адреса. Ви реков дека сум немал комуникација за да можам да ви одговорам на прашањето. А вие Вие не како правник учествувавте како во гледате преговорите на кога? тоа? Не, јас учествував само во консултација со мојот клиент, а не во преговори. Јас не можам да преговарам со никого, со кого јас би преговарал. Со обвинителството за Не. Ве молам, не се преговара со обвинителот. Се знае кога може да се направи спогодба со обвинителот, ама за преговори не станува збор. Различни институти се тоа. Немаше спогодба никаква со обвинителството. Спогодба може да се прави пред поднесување на обвинение и во воведен говор. После тоа нема спогодба. Толку е. А зошто отиде во обвинителство да го подигне решението, барем така кажа? Не знам, ви реков, ја немам комуникација со него. Не можам да ви одговорам на тоа прашање. Па нормално кога ќе добиеме пресудата, прво решението за притвор ќе се жалиме, а потоа и пресудата кога ќе ја добиеме ќе се жалиме на пресудата. Тоа е. Дали може да ни кажете на која локација беше господин Мијалков кога беше недостапен и се бараше со меѓународна запилница? Има неколку верзии, едната дека е на Будно, другата верзија е дека бил во Београд, па се вратил. Не знам, знам официјалната адреса му е на Салвадор Аленде, на Водно. Знам пред тоа дека живееше на улица Народен фронт, меѓутоа официјалната адреса му е на Салвадор Аленде на Но не беше таму, дали знаете каде? Не знам. Ви кажете, Не. имавте контакти во тој период? Не, воопшто.